Добар, убав и среќен ден, драги наши пријатели. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што си го наоѓаме својот мир, но воедно и елан за снимање, желба за работа, затоа што овде се делува стимулативно. Природата, воздухот, луѓето, топлите луѓе, значи се на се еднакво на прекрасен амбиент и прекрасно Златно буре Кучково. Драги мои, во овие денови, каде што е температурата многу висока, нели? То прв ни престојат уште многу такви денови. Оваа чорба што денеска ќе ви ја направам, се сервира ладна, студена. Значи, од ладилникот на трпезата. Значи, прекрасно ќе ве освежи, ќе ги примите сите витамини и минерали што ви се потребни, ќе ве засити и ќе уживате во незиниот вкус. Ова е ладна чорба од тиквица. За да ја направите оваа чорба, вас ќе ви бидат потребни 2 тиквички претходно добро измиени, 1 стебленце целер со се дршката и лисјата, половина китка мактонус, 1 морков ситно сечкан, корен од целер ситно сечкан, помало коренче, ако е големо, половина, 1 пашканат ситно сечкан, 1 главица кромит ситно сечкана, 250 грама кисела павлака, 1 исцеден лимон, сокот од 1 исцеден лимон, малку маслиново масло, бибер во зрна, сол, мешан сув зеленчук и вода по потреба. Сега, што ќе направиме прво? Прво, ќе го подпржиме малку кромитчето и морковчето. Малку само. И потоа како ќе ја сечкам тиквичката, така ќе ја додавам и неа да ја пропржам. Малку масленце, морковот и кромидот ќе ги ставам заедно. Многу е вкусна и многу е освежителна. Така. А тиквичката ја сечкате со се лушпа. Прво ја делам на половина. И сечкам на коцкички. Од неа можете да направите и крем чорба ако сакате. Се да ставите во блендер, да направите крем чорба и во стаклени садови нека ви биде во ладилникот. Ова е голема, доста голема тиквичка, може би само една ќе ставам. Но нека има повеќе. Ајде, ние сме многу луѓе овде. Треба сите да јадат. Леле, какви песни од ластовичките. Најдобро друштво ни се тука. Нема што нема во оваа чорба. Најубавиот вкус ќе го даде целерот, пашканатот, макдоносот.
Нели, ако е топло времето, не значи дека ние не треба чорби да јадеме. Еве ви еден прекрасен рецепт за ладна, студена чорба. Ова после ќе се вари, само малку се подзапржува. Значи не се пржи многу. Сега ќе ставам коренот од пашканат и целер. Промешувам. Сега ќе додадам некое зрно бибер. И тоа малку да се запржи, ќе го насечкам и макдоносот, да ми биде подготвен. И целерот, ќе ги извадам ливчињата. И стеблото ќе го ставам. Доволно му е. Ова е сосем доволно. Сега ќе ја ставам тиквичката. Може би уште половина ќе додадам. Додуше сега неа ќе ја снема, нели, ќе пушти вода. Но беше богати и со целер и со половина, а половината ќе искористам за некое друго јадење. Значи, буквално во секое јадење, во секоја манџа можете да ја ставите. И грашок манџа, и боранија, и компир манџа, ма во се можете. Така. Супер. И неа ќе ја додадам. Сега истебленцето. И него го ставам тука. И макдоносот и целерот. Одлично. Промешувам се.
Дури може во чинијата да биде послужена чорбата и со неколку коцки мраз. Да ја засолиме, да ја забиберивме, сега да ја засолиме, да ставиме сол, мешан сув зеленчук. Ако сакате или повеќе љубите, ставете и коцка за супа од зеленчук. Сега ќе оставиме да врие, ќе налеам вода. Најпрвин ќе го ставам сокот од лимон. Ќе налеам вода и 30 на минути ќе врие и потоа на самиот крај ќе ја додадам киселата паприка. Нека си се врие. Кога ќе биде сварен добро коренот, морковот и сите состојки добро сварени, тогаш на сам крај ќе ставиме павлаката. Ви останете со нас. Да пробам само за сол. Може уште малку треба, но подоцна. Одлично си крчка и веќе и целерот, и морковот се прекрасно омекнато сварено. Но треба уште 10 до 15 минути, но сега што ќе направам? Затоа што сме веќе на самиот крај, павлаката ќе ја ставам во една чинија и ќе додавам од супата во неа, за да ја растворам. Така, ќе ми треба една вилушка. И ќе ја матам. Така. Ќе ја ставам малку настрана и ќе почнам да додавам, значи ќе ја вратам назад. Така. Ќе ја измешам убаво. Ќе ја вратам сега на тивок оган. На тивок оган. Така. И морам да пробам да видам дали треба да ја додадам сол. Каков вкус! Ќе додадам уште малку сол.
и уште малку мешан сув зеленчук. Ете така. И ќе оставам да поврие уште 10 до 15 минути. Потоа ќе изладиме и ќе послужиме. А вие останете со вкусот на традицијата да уживаме заедно и да го споделиме нашето мислење за ова ладна чорба од тиквички. Значи сега време е за инфузија, драги мои. Ова е вистинска инфузија. Она што нас и вас ни е потребно при овие многу високи температури. Значи, ставаме прво неколку коцки мраз во чинијата во која што ќе јадеме чорба. Ете така. И сега. Значи полна со овој преубав зеленчук. Ете така. Леле, каков мирис има. Целерот прави чуда. Прави чуда целерот. Ете така, сега да ја пробам. Верувам дека и на вас ќе ви се допадне овој вкус. Леле, колку е добра. Мераци. Фантазија од чорба. Како ме освежува, вака како внесувам лажичка по лажичка, така очите ми се отвораат како на Том и Џери цртаните. И нашето верно друштво, сите ластовички што може од кучково се собрани токму овде во ресторанот. Драги мои, направете ова студена чорба од тиквичка, уживајте во нејзиниот вкус и знаете како велат, чувај се пријателе, затоа што ќе си требаш многу еден ден кога на тие кои што најповеќе им веруваш, ќе те напуштат. А ти тогаш ќе си требаш најповеќе на самиот себе. Затоа, бидете умни и направете си ваква чорба и уживајте во оваа домашна инфузија. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!